Почитувани, на почетокот сакам да изразам сочувство за жртвите од земјотресот во Сирија и Турција. Почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Денес е уште еден црн ден за македонската држава и македонскиот народ. Денес неспособноста на СДСМ и нивниот претседател Ковачевски резултира со уште една распродажба на македонските национални интереси и по не знам кој пат се врши предавство на македонскиот народ. Имено, со овој предлог за реконструкција на владата и со овој чин за насилно влегување на алијанса на албанците во владата, не значи ништо друго освен дека СДСМ и нивниот претседател Ковачевски се силно уценети од нивните поголеми коалициони партнери Али Ахмети и Дуи. Ова денес што ни се случува овде наместо овој дом како највисок законодавен орган во Република Македонија кој треба да донесува реформски закони во согласност со нашите европски партнери кон кои се стремиме како држава, вие господа од ДУИ и СДСМ го направивте собранието зелен пазар. Никогаш овој дом не бил повеќе понишен како што е сега. Срамота. Треба да расправаме за идеи, за решенија, за проекти, а ние, како и пред неколку месеци, кога се бираше на донесениот без легитимитет од народот Ковачевски, така и денес се обидувате да ја замајувате јавноста со реконструкции под превозот на Европска коалиција. Па каква Европска коалиција, господа од власта? Ви се смее цела Европа. Едни така наречени политичари од нашиот источен сосед не можете да ги ставите во ред, вие во Европа че сте не носеле. Се гледа на дело како че не носите во Европа. Со поделба на тендери, електричната енергија за СДСМ, нафтата и нафтените деривати за ДУИ. Мислите ли дека нашите пријатели од Европа не го гледаат ова? Јас и во мојот говор за бугарскиот договор ви реков, и денес да ги решиме сите билатерални спорови што ги имаме со нашите соседи, ние во Европа нема да влеземе со оваа корумпирана номенклатура на власт. Зашто во Европа во моментов како и се потребни земји членки со средени реформи, со некорумпирано судство, со политичари без концесии. И затоа во Европа нема да влеземе се додека седиштето на владата е на улица Илинденска, а далечинскиот управувач се наоѓа во Мала Речица. И од она што можеме да го погледнеме што ни го доставил уценетиот Ковачевски како предлог за влада, можам да констатирам неколку работи. Прво, македонскиот народ е несразмерно застапен и дефинитивно стануваме граѓани од втор ред. Вас, господине Ковачевски, народот ќе ви суди за овој дисбаланс што го направивте. Јас не сакам да ги анализирам еден по еден овие предлози кои што ги имаме пред нас, зашто најголемиот дел се анонимуси со некое завршено образование секаде, само не во европските центри каде што се стремиме да појдеме. Ќе потенцирам едно министерство за кое што сакам вие, господине Ковачевски, лично да ми одговорите и да ме разубедите дека не сте трговец за лични интереси и дека сте на вистина за Европска Македонија. А тоа е Министерството за правда. Што тоа универзитетскиот професор Никола Панчевски како досегашен министер за правда ви изгреши, па го жртвувате и го менувате со некој правник од Струга, кој што во неговата биографија, дека освен тоа што бил представник на Државната изборна комисија, како представник на Алијанса, на партијата Алијанса, друго позначање од достигнување во професионалниот живот речиси и да нема. Јасно да му се даде шанса на младите, на помладите. Меѓутоа, не ми е јасно, после професорите Десковска и Тупанчевски, што ќе понуди овој млад правник за да ги надмине нив како поранешни министри. И да се разбереме тука, да бидеме начисто. Не дека овие претходните немаа грешки. И не сакам да ги амнестирам. Меѓутоа, доколку со овие поранешни министри, судството и правниот систем ни се со доверба под 2%, со новиот министер ќе немаме никаков систем. Ќе владее беззаконието, безредието, корупцијата, партизацијата на целокупните правосудни органи.
И потоа повторно ќе дојдете тука и ќе не убедувате дека само што не сме влегле во Европската Унија, ама некоја држава од некоја друга планета била против нас. Ова што го работите е срамота и се коси со здравиот разум. Сакам да ги поздравам и нашите пријатели од Алијанса на албанците. Вие, господа, неблагодарни од ВМРО ДПМН, за ситни интереси со вашиот интерес во владата на Ахмети и неговиот премиер Ковачевски, ја дадовте душата на ѓаволот. Исто како Ахмети го нарушивте култот за албанците, дека дадениот збор за беса е беса и дека по цена на живот зборот е збор и од тоа мрдање нема. Меѓутоа, ова ќе биде поука и за нас, да знаеме со кого и со кои си имаме работа во иднина. И сакам да ве предупредам. Гледајте малку подалеку од вашата желба за власт. Двоецот Ахмет и Ковачевски денес ја жртвува алтернатива, како и нивниот скромен министер Беким Сали, за кој сега зборуваме, а кој што го обвинувате дека директно бил виновен за смртта на лицата со ретки болести. Денес го жртвувавте Беким Сали, вчера Никола Тупанчевски, утре, задутре Оливер Спасовски, а задутре сите вас топтан сосе неколкумината пратеници, обидувајќи се да ги спасат собствените кожи. Затоа, почитувани колеги од власта, почитуван премиер, ви го честитам почетокот на вашиот распад како политичка партија. И вториот момент кој што сакам да го спомнам, господине Ковачевски, државата ни е банкротирана. Веќе подолг период имаме двоцифрена стапка на инфлација. Каде во регионот веќе не ја спомнуваат енергетската криза, само кај нас. Таа трае и со вас на власт ќе трае зашто сте корумпирани и неспособни. Кога берзанската цена на струјата е најниска, вие тогаш најмногу произведувате електрична енергија. Кога електричната енергија на берзата е највисока, купувате речиси и без производство. Никако не можам да најдам логика, освен во тоа дека сакате да имате тројни провизии и од ископот на јаглен, и од кражбата на мазутот, и од провизијата за купување на електрична енергија. А резултатот? Резултатот е уништена економија и осиромашени луѓе. За ова и за многу други злоупотреби ќе одговарате многу наскоро, топтан сите заедно со вашите коалициони партнери, без разлика дали сте од Бихачка или од Мала Речица или било од кај да доаѓате. И дојка народот гладува, лекарите и медицинскиот персонал се уште и денес немаат земено плати. Младите се иселуваат. Вие тука ни приредувате циркус само за да си ги расчистите вашите внатрешпартиски борби за превласт. На крај ќе ви порачам една работа. Без разлика дали ќе изгласате нова влада или не, народот веќе е при крај со трпението. Верувајте дека наскоро, многу наскоро, прво вашите ќе ви избркаат наклоци, а потоа народот ќе ви пресуди. Затоа предлагам, дека не сте прогласили официјален банкрот на државата. Ајде денес да изгласаме итни избори и да тргне Македонија во вистински правец со честни политичари, без хипотеки и без уцени од Мала Речица. Ајде, Ковачевски, и вас ќе ви биде полесно да не се мачите, и вие и вашите неспособни министри. На крај, не се плашете, реваншизам нема да има, ќе обезбедиме честно судење. Благодарам.